Почитувани граѓани, почитувани новинари, ја намалуваме старосната граница за пензионирање на рударите и овозможуваме рударите да се пензионираат само со навршен пензиски стаж. Обезбедуваме услови за квалитетен живот на граѓаните и фер општество за сите. Собранието ги усвои измените и дополнувањата на Законот за пензијско и инвалидско осигурување, со кој обезбедуваме бенефициран стаж на рударите. Со овие измени, рударите ќе можат да заминат во старосна пензија со навршување на 40 години пензијски стаж за мажи, односно 35 години пензијски стаж за жени. Тоа значи дека сега рударите се пензионираат со навршени 58 години, а со новите измени ќе се пензионираат на околу 50 години. И овозможуваме на осигурениците кои работат на работни места на кои стажот на осигурување им се смета со зголемено траење, да им се намалува возраста за пензионирање пропорционално на времето поминато на работа со бенефициран стаж. Со овие законски измени се реализира уште едно ветување од програмата на владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, но исто така се исправа уште една голема неправда и се излегува во пресред на долгогодишните барања на рударите. Парламентарното мнозинство, предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, продолжува да работи на спроведување на мерките што обезбедуваат повеќе пари на граѓаните, задоволни работници, фер општество и повисок животен стандард за сите граѓани. Благодарам, повелете прашања. Колку рудари имате бројка? Јас ја немам конкретната бројка, тоа во Министерството за труд и социјала сигурно има бројката, затоа што зависи и од возраста, зависи и од кое работно место работи рударот, затоа што месеците на бенефициран стаж се различни, зависат од тежината на работното место на кој што се распределени. Повелете. Сте информирани дека во Министерството за внатрешни работи се подготвува некој закон за принудно пензионирање на инвалидите на вода, кои има премалку 25 години стаж. Не, таква информација во собранието до пратениците не е стигната. Како би оценилите реакција за можно затварање на можност за работа? Че имаше информација за закајаността дека докторите од Ало Докера повеќе месеци не се наводат за тоа што се, но од друга страна информација дека на граѓани кои се месечно. Значи, денешната пресконференција е на тема на прашањето од труд и социјална политика. За ова прашање мислам дека треба прво да го адресирате до министерот за здравство. Благодарам.